Во Соединетите држави линијата меѓу политиката и спортот и забавата станува се позамаглена. Луѓето ги бираат пејачите кои ги слушаат и филмовите кои ги гледаат во зависност од своето политичко убедување. Нейт Педжет живее на 2000 километри од неговиот брат Хейдан и нивните политички ставови се толку многу одвоени. We rarely see eye to eye on policy. Браќата пораснале во дом која поддржува републиканската партија, но кога Нейт се вратил од коледж за еден празник, настанала кавга. And that was when we all realized, oh, he is not like us. Мислењата на овие браќа за музиката, телевизијата и другите форми на забава ги отсликуваат нивните политички погледи. I don't necessarily seek out artists because of their political leaning, but I will say that I find myself gravitating towards like songs that have a political or social message that I agree with. Хајдан пак вели дека не сака серии и филмови кои имаат агенда. Where I start to censor myself and what I watch is when I feel like I'm being preached to about politics. Но Холивуд се почесто вметнува социјален коментар во своите филмови и серии кои стануваат се пополитички, вели професорката од Универзитетот на Јужна Калифорнија Кристина Белантони. You're seeing a real effort to include diversity of storyline that has permeated shows that more people on the left watch. There are writers' rooms in LA who are attempting to do this and really influence. Политиката влијае и на спортските настани. Colin Kaepernick has become this lightning rod, whereas sports used to be a pretty unifying thing. Во 2016-та рагбистот Колин Кеперник клекна за време на изведувањето на химната како протест кон полициската бруталност кон малцинствата. Многу професионални спортисти го следеа неговиот пример. I thought, great, that's really good. My problem with Colin Kaepernick was not that he was kneeling, it was that he started kneeling and stopped playing well. Кога се случи тоа, политичките тензии пораснаа. Некои го оспоруваа правото на искажување протест. Wouldn't you love to see one of these NFL owners, when somebody disrespects our flag, to say, get that son of a off the field right now, out? Donald Trump amplifies everything. He has from the very beginning. He's someone that understands mass media. He could motivate people to boycott or support something if they agreed with him politically. And I frankly don't want either our sports players or our entertainers to really tell me their political opinions. Кристина Белантони смета дека доаѓањето на новиот претседател не значи дека светот на забавата и спортот ќе биде помалку поделен. Објаснува дека многу американци кои велат дека се уморни од политиката, само ги засилуваат поделбите преку нивните секојдневни избори. Particularly when it comes to their own social circles and starting to associate more with people that have the same political views they do, and then that really narrows the focus of what they consume. Ова е само еден од сегментите кои отсликуваат длабоката поделеност во американското општество. Се позамаглените граници меѓу политиката и спортот и забавата не се изненадување. И самиот Доналд Трамп стана многу попознат по учеството во реално шоу пред 15 години. За Алфа, од Гласот на Америка, Никола Крстик во Вашингтон.